Минути за пари и за бизнисот. При тоа, основната тема е, веројатно, ќе биде во наредниот период, дали постепената инфлаторна тенденција може да ја загрози стабилноста на денарот, дали е возможно, се разбира, кредитирање на мали и средни компании врз основа на бизнис логицирањето, а не само врз основа на хипотеки. И се разбира, сето нешто што се случува во однос на кредитно-монетарната политика, до толку повеќе што вчера гувернерката Брежовска изјави дека најновите податоци укажуваат дека девизните резерви се одржуваат на високо ниво. Тие надминуваат 4 милиарди еври, што е повеќе од двојно во споредба со глобалната економска криза и инфлацијата умерено за брзо подвлијание на глобалните фактори. Еден од водечките банкери кој ја има смислата за комуникација со јавност, за разлика од другите големи банкарски менаџери кои се притаени, е Григор Бишев, екс-вице-гувернер, председател на управниот одбор, екс-председател на Стопанска комора, сега прв човек на Шпаркасе, универзитетски професор. Ви благодарам што дојдовте. Бишев, крајот или почетокот на јуни требаше да биде почеток за новата Шпаркасе обединета со Societe Generale. Дали е наповедок и кога може да очекуваме отварање на единствените врати на ова четврта банка, како обично се вели во Македонија? Па вчера се одржаа собрања по повод постапката за интеграција на двете банки. Од тој аспект формалните одлуки се донесени и сега останува техничкиот процес, кој што во најголем дел опфаќа IT миграција и веруваме дека многу брзо во наредниот период ќе имаме четврта голема банка во Република Македонија. Тоа значи јули. Не, јуни помина. Јули. Останувате прв човек на Шпаркасе? Да. Добро. Господине Бишев, окрупнувањето на банките, за разлика од повеќе гласноста на банкарскиот сектор, не оди со динамика која покажува дали нашиот пазар треба да оди во таа тенденција, дали е се уште неразвиен или недоволно развиен и дали е возможно во овие услови на коронавирусот и економијата да се изведува тоа. Но во секој случај, можно ли е и натамошно окрупнување на банките? Па, видите, најголемата банка во Република Северна Македонија, доколку се сврста на регионално ниво, значи на ниво на Балканот, таа би била банка со средна големина. И од тој аспект, значи, имајќи го во предвид пазарот во Република Македонија и новите технологии што треба да се воведат, значи тоа ќе воведе трошковен притисок, од друга страна каматните стапки, маргините, провизиите перманентно се намалуваат и тоа ќе баре економија нова. И многу ќе биде тешко банка која ќе има вкупна актива испод одредено ниво да може да ги издржи овие трошци. Значи самиот пазар ќе наметнува натамошно окрупнување, а малите финански институции ќе треба да бидат или извонредно ефикасни или поготово тие да се окрупнуваат. Овие мали, да речем, штедилници и организации за брзи кредити, тоа ви го најадува портфолиото на кредитирање или? Тоа се нормални финански институции секаде во светот. По правило тие надополнуваат еден сегмент во кој што банките не влегуваат или пак брзината е во прашање и од тој аспект, значи, македонскиот финански пазар ќе се диверзифицира. Значи, она што исто така ќе биде потребно е инвестициони фондови или финански институции кои што влегуваат не само со кредитирање, туку со еквити, со капитал. И, например, тоа го покажува најдобро последниот случај со ветерниците Богословец, каде што за да проектот се изфинансира, покрај тоа што беше потребно кредитирање, мораше да се
уфрли допълнителен капитал, за да може да се поднесе тоа ниво на кредитирање. Тоа Ерсте банка го кредитира, а еквити фондови? Еквити фондовите беа се од Банката за развој на Австрија и од еден друг инвестиционен фонд. Уште малку додека метеме, да речем, условно, денове прочитав дека крупни македонски бизнисмени влегуваат во во комерцијална банка. Дали има две реакции? Бидејќи сме растоварени од тоа од кај му е капиталот, бидејќи се тоа бизнисмени со долгорочно бизнис портфолио, дали и што значи кога една организација, еден акционер ќе има 17 или 15% од банкарското портфолио или капитал на комерцијална банка? Па вие кога ќе инвестирате толку големи износи на средства, значи вие сте заинтересирани овие средства да ги заштитите и второ да ги оплодите, да добиете соодветен принос на средствата. Значи вие имате избор сето тоа да го направите во разни компании, во разни индустрии. По новите закони е дозволено да инвестирате и во странство. И самиот избор тоа да го направите во домашна компанија, во комерцијална банка, е признание и за акционерот, и за самата банка, и за самата компанија, доколку утре е тоа некоја компанија. Значи, ова не само што обезбедува соодветна подобрена собственичка структура, туку истовремено, како што и вие сами кажавте, тоа се моќни собственици кои доколку е потребно, утре можат и да уфрват допълнителен капитал во банката, доколку е потребно за растот и развојот на таа финансиска институција. Меѓутоа, најдобро е тоа да разговарате со менеджментот. Првата реакција беше подобро е тука да ги донесат парите и да ги вложат, одошто по Белизе и по Панама. Но тоа е вака повеќе кафанско, а не банкарско реагирање. Глигор Бишев, прв човек на Шпаркасе, кој е од средината на јули или од текот на јули летово станува единствена банка по обединувањето со Societe Generale. Малку за генералните кредитно-монетарни текови. Ја цитирав Бежовска. Што значи кога девизните резерви се ставаат во преден план како сигурност и дека Народната банка, Централната банка ќе спроведува лабава монетарна политика? Имајќи го во предвид монетарната стратегија да Централната банка клучното сидро е девизниот курс, значи нивото на девизните резерви дава одредена комоција во смисла да Централната банка може да ги намали каматните ставки или да уфрли повеќе ликвидност во домашната економија, а тоа да не влие врз стабилноста на девизниот курс. Меѓутоа, долгорочно гледано, стабилноста на девизниот курс ја обезбедуваат фундаментите на националната економија. На краток рок, доколку има одредени притисци, битни се девизните резерви, меѓутоа долгорочно уште позначени се фундаментите продуктивноста, конкурентноста спрема странство, политичката и економската стабилност, странските директни инвестиции, што гледаме дека во изминатиот период, а и гледано од денешна перспектива, македонската економија сето тоа го има. Уште само да прашам, дали мислите дека здравоста односно одржливоста на економската ситуација во Македонија и во пост-ковид амбиент може и до кога треба да се одржува со натамошни задолжувања и подигање на кредитното портфолио, односно задолженоста и изложеноста на македонската држава, која како што веќе стае достигнува ниво на крајните лимити? Па видите, стандардите пред ковид и после ковид се разликуваат. И сега, ако ние го мериме македонското задолжување со пред ковид стандардите, тоа не е соодветна мерка. Значи, денеска просечната задолженост на земјите од Европската
Унија околу 100% од бруто домашниот производ. Земјите во развој се некаде околу 70 до 80%. Македонија е 61-62% и од тој аспект се уште на доста ниско ниво. Она што е клучно е вие да имате долгорочна стратегија што сакате да направите. Бидејќи нивото на задолженост е како да кажем, коефициент кој што се добива на тој начин што ќе го поделите долгот со бруто домашниот производ. И вие сега може тај коефициент да го намалите на два начини. Со дефанзивна политика да кажете нема да се задолжувам. И нема пораст имате бавен пораст на бруто домашниот производ. Или да имате офанзивна стратегија да кажете ќе таргетирам да растам со 4 до 5% годишно и тогај ќе можем и да го ја зголемувам задолженоста, меѓутоа нивото на задолженоста ќе ми се намалува имајќи во предвид дека бруто домашниот производ ми расте побрзо. И од тој аспект постои едно златно правило во економијата кое што вели доколку вие се задолжувате по каматни стапки кои што се пониски од растот на бруто домашниот производ, вашиот долг на среден и долг рок ќе паѓа. Значи, Република Северна Македонија во јануари оваа година се емитираше обврзница со историски најниска каматна стапка, која за 2 пати пониска од проектираниот раст на реалниот домашен производ. И гледано од тој аспект, значи, таквото задолжување е прудентно задолжување, бидејќи долгорочно гледано тие пари би требало да генерираат повисок раст на економијата и на среден рок задолженоста, коефициентот да се намалува. Под еден услов, со 2% се задолжуваме, а ако се разбира, како што сега прогнозите на ЕБОР се, дека 4% ќе имаме пораст и тоа би било условно, кажем, некаква позитивна тенденција во однос на задолжувањето. Не го отварам прашањето како и на кој начин ќе се трошат парите во инвестиции, зашто мислам дека социјалните пакети премногу ја греат потрошувачката или одржуваат потрошувачката. Меѓутоа, професоре Бишев, има ли причина за загриженост од бранот на глобална инфлација? Текст што е објавен под колумна, јас и натаму велам дека сте еден од поактивните банкари и професори. Една од тенденциите дека порастот на 2,8, па некој прогнозира дури до 3,5% до наскоро може да достигне домашната инфлација. Дали е тоа опасност наспроти глобалната стратегија, односно стратешката стратегија на кредитно-монетарната политика да го одржи девизниот курс на денарот? Па, инфлацијата во Македонија не зависи, ние ја увезуваме инфлацијата, не зависи од домашни фактори. И самата стратегија на користење на девизниот курс за сидро, бидејќи Македонија 6 до 70% од производите увезува од странство, а разменува 110-120% од бруто домашниот производ, значи нивото на инфлација во Македонија, македонската економија ќе зависи пред се од движењето на цените на меѓународните пазари. И тука Македонија не може да влие, таа ги зема нив зададени. И тука е клучно што после пандемијата, значи голем број на суровини и енергенси, цените се зголемија од 30 до 100%. И клучното прашање е дали тоа е од транзиторен карактер или пак е од долгорочен карактер. И тука, значи, јасна е определбата и на Централната банка на СД и на Европската централна банка да долгорочно гледано тие ги испорачаат оние стапки на инфлација, оние цели за кои што се обврзале. И гледано од тој аспект, јас очекувам дека стапката на инфлација ќе биде гледано на долг рок во рамките на мандатите на централните банки, а согласно со тоа Народна банка на Република Македонија, верувам како во минатото, така и во иднина ќе го држи стабилен девизниот курс на денарот,
и од тој аспект нема да се дозволи генерирање на инфлација од домашни фактори. Оно што ќе биде клучно и за македонската економија и за светската економија, дали во овој транзиторен период, кога ќе дојде до привремено повисок раст на цените, и кога велиме повисок раст на цените, збори на меѓународно ниво се смета во граници некаде од 3 до 4%, дали тоа ќе доведе до барања на вработените, на синдикатите за зголемување на платите. И тука е клучно таа спирала да не се отвори. И онака како што стојат работите, се цени дека на глобално ниво се уште има неискористени капацитети, неискористени фактори за производство, исто така вработеноста не е на ниво као пред пандемијата, почнува да се приближува, меѓутоа се уште има неискористени капацитети, од тој аспект гледано се смета дека нема да дојде зголемување на платите, туку пред се на вработеноста. За крај, господине Бишев, ми се чини контраверзна информација или анализа е. Домашните политички фактори инсистираат на зголемување на просечната плата, на стимулација на платите наспроти, например, економските слободни зони каде што се релативно пониски и така натаму. Од друга страна, вие велите дека ако се направи притисок може да дојде до благ инфлаторен бран. Притисок за зголемување на платите. Тоа значи дека тие би биле во економската логика? Добро, ова е одлично прашање и тука е клучно исто како што кажавме за бруто домашниот производ и задолженоста, истото е кај платите и производството. Значи тука клучното не е номиналната плата, туку платата по единица производ. Значи ако вие ја зголемите платата, меѓутоа истовремено ги зголемите и производството, продуктивноста, пример сте произведувале 100 единици, сте имале плата 100 денари и трошокот на платата бил 1 денар во единица производ. Меѓутоа ако вие го зголемите производството, продуктивноста на 150 единици и ја зголемите платата за 30%, тога трошокот на трудот по единица производ ќе биде 0,8 0,9 и ако сте ја зголемиле платата. Значи, она што претходно го кажував, да инфлацијата не се пренесе врз зголемувањето на платите, надвор од порастот на продуктивноста на трудот. Тоа е она што требаше да биде додадено. Добро, благодарам. Тоа беше Глигор Бишев, кој веќе од крајот на јули ќе биде шеф на Шпаркасе, обединета со Societe Generale, и ова банка станува четврта по својата капитална присутност на македонскиот пазар. Се надевам и ќе цитирам постојано со оптимизмот дека инфлацијата би можела да биде добронамерна или очекувана, ама ако е тоа на оден начин поврзано со нови ресурси и нови создавање на вредности. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.